Приказна за џунглата. Во времето, додека џунглата се уште била тивка и таинствена, жената на пантерот, која се викала Багира, мошне често долго шетала низ прашумата. Едно утро, за време на прошетката, Багира слушнала детски плач, кој доаѓал од брегот на реката. Внимателно се приближила до брегот. И... Па тоа е момче, извикала одеднаш таа. Багира решила момчето да го однесе на волчицата која имала млади. Таа го хранела и се грижала за него како да е нејзино дете. Воодушевени што имаат уште еден член на семејството, го нарекле Могли. Могли срекно растел во џунглата и се спријателил со сите, а згора на тоа и го научил јазикот на животните. Но џунглата за Могли криела многу опасности. Неговите пријатели најмногу ги плашало присуството на страшниот тигар Ширкан, кој ги мразел луѓето. Затоа решиле мечокот Балу постојано да го штити и да внимава на Могли. Могли и Балу поминувале голем дел од времето заедно, играјки се во џунглата. Но мечокот постојано го чувствувал присуството на тигарот кој гледал одстрана и постојано му велел на момчето да не се оддалечува од него. Могли бил многу палав и еден ден, кога Балу заспал, тој тргнал во длабочината на прашумата, а Ширкан само тоа и го чекал. За среќа, верниот Балу стасал навреме да го спаси момчето. Двете животни се спротивставиле едно на друго во сурова борба. Токму тогаш најшло страшно невреме. Громот удрил во едно дрво и избувнал пожар. За да му помогне на својот пријател, Балу, кого тигарот речиси го победил, Могли запалил неколку суви гранки и со нив почнал да го брка тигарот. Разлутениот звер кој се плашел од огин избегал во џунглата. Мечокот сватил дека повеќе не може да го штити момчето. Следниот ден Балу решил да го однесе момчето во едно село. На почетокот Могли бил исплашен, но набргу се спријателил со едно девојче кое го повело кон колибите во селото. Од тогаш за Могли започнал нов живот, но никогаш не ги заборавил своите пријатели од џунглата кои му помогнале.